Светскиот автомобил на годината за 2016 е пристигнат во Македонија. Па како што налага редот, ние го имаме на тест возење. Mazda MX-5 ја плени публиката и љубителите на автомобилите уште од нејзиното појавување. Има повеќе предуслови за тоа. Како прво има интересен и атрактивен дизајн, тоа е кабриолет, има погодени мотори, но она што е најпогодено кај Mazda MX-5 е цената. Па токму поради тоа е најпродаваниот кабриолет во светот. Денеска ја имаме на возење, го имаме и прекрасното време и не можам ништо повеќе да кажам, освен дека е време за забава. И еве се соочуваме со првиот предизвик. Погледнете колку малку простор има во внатрешноста, а јас би сакал да влезам внатре. Може би оваа гледка нема да биде најдобра, но сигурно ќе биде интересна. Како и да е, јас успеав да се сместам во внатрешноста на Mazda MX-5. Овој автомобил не би бил тоа доколку не е кабриолет. А кабриолет станува само со еден клик кој е на централниот гребен, односно на ветробранското стакло, и тој ви овозможува многу лесно спуштање на покривот. Неколку секунди и веќе сме во кабрио модус на возење. Па да видиме што може да пружи овој мотор од 2 литри и 156 коњски сили со погон на задните тркала. И за вистинска забава на ова сонце потребни се уште очила. И можеме да почнеме. Mazda MX-5 е направена да биде забавен автомобил. Забавен бидејќи има и силен мотор и вистински пренос на силата, а тоа е на задните тркала. Од неа се очекува да биде многу управлива, но и малку палава кога се вози. Па, јапонските инженери се обидуваат во секоја генерација да ја усовршат забавата за управувачот. Инаку таа е опремена со сите потребни елементи за безбедност во возењето. И веќе во првиот свиок се чувствува дека ES5 не ги испушта работите од контрола. Дури, иако е со погон на задните тркала, не отстапија задните тркала од зададената траекторија. Навистина забавно. Она што ја потенцира забавата е звукот. Го слушате режењето на моторот и на издувниот систем и како да ве тераат да стискате на педалата за забрзување. А тоа не е многу комплицирано и да се управува, бидејќи MX-5, како што реков, е створена за забава. Инаку во внатрешноста се чувствува роторот, типичен за сите кабриолети, кој удира преку шофершајбната, односно ветробранското стакло и ротира во тилот и вратот на патниците. Но тоа е една од убавините кога се вози кабриолет. Еластичноста на моторот е голема. Иако возиме на нагорнина, немаме потреба да возиме во низок степен на пренос. Едноставно, ова е направена машина за вистинско и лежерно уживање. А кога збориме за уживањата, тогаш треба само да се опуштам, да ја намалам брзината и да уживам во планинскиот воздух. А тоа ми трга од рака, токму со мијата. Возните својства се навистина одлични. За 35.000 евра добивате
вистинска играчка која ви пружа огромно задоволство за доправувачот. Секогаш било прашањето колку простор има во внатрешноста. Бидејќи оваа изведба има рекаро седишта, тогаш морате да се откажете од одреден комодитет. Поради нивната конструкција, тие притискаат од сите страни, и на грбот, но и на седалката. Но овој автомобил не е конструиран да возите илјадници километри. Овој автомобил е конструиран да биде ловец на погледи и да му дава ултимативно задоволство на собственикот со огромно внимание од останатата публика. Околу возењето нема што многу да зборувам. Јас би сакал да се фокусирам на она што го реков пред малку. Да видиме какво е чувството Mazda MX-5 да се вози низ град. Задоволството за доправувачот е врвно. Пред се поради управливоста, но и одличниот менувач. Тој има извонредно кратки одови и ве подсетува како да возите брутална спортска машина. На тоа ве асоцира и звукот кој продира од сите страни. Звукот на моторот и издувниот систем измешан со ветерот пружа извонредно адреналинско чувство. А посебно и кога се слуша и татнежот, односно шкрипењето на гумите. Тогаш имате представа како да возите една вистинска спортска машина. А според манирите, Mazda MX-5 не е далеку од тоа. Иако има само 2 литра и 160 конски сили, таа поради погонот на задните тркала пружа извонредно, да не кажам ултимативно чувство кое можете да го добиете од овој тип мотори. Сепак, MX-5 е градски автомобил. Автомобил кој треба да ви овозможи посебно уживање на градските улици. Иако Скопје е полн со метеж, иако Скопје има хаотичен сообраќај, јас сакам да го доживеам чувството на возење низ мојот роден град со овој автомобил. Во Скопје не е баш најблагодарно да се вози кабриолет, особено не на нашите улици. Пред се, нашата средина е извонредно прљава, полна е со прашина, па веќе во првите метри на спуштање во град ја чувствувате не само бучавата, туку и нечистотијата која ве обкружува од сите страни. Старите автобуси, старите возила просто ве гушат, особено кога сте на семафор. Но сепак ќе си го направам кефот и ќе направам едно кругче низ центарот на градот, но и по главните булевари. И веднаш може да се забележи не само што имате погледи од сите страни, туку и многу возачи, иритирани од изгледот на овој автомобил, напросто се тркаат со вас. Не ви оставаат простор да поминете и секој се бута за да излезе пред Mazda MX-5. Тоа е нашиот менталитет и против тоа не можеме ништо. Скопје е познато по своите нерамни и крпени улици. На нив амортизацијата на MX-5 за разлика од претходната генерација е многу посмирена. Таа ги нема типичните груби тресења. Сето амортизација е далеку помека и далеку покултивирана. Токму онаква каква што треба да биде во македонскиот главен град. А ова е секојдневие. Поради начинот на возење во Скопје имаме и верижен судир, а судири се случуваат секој ден. Што од невнимание, што од нервоза. Во манирот на возење кабриолет треба да останете секогаш кул, секогаш
смирен и да не дозволите да забележат дека ги ловите погледите кои фрчат од сите страни. Една од најубавите скопски улици, Максим Горки, ја поминавме, но убавината на јапонските цреши остана во втор план поради хаосот кој делува и владее на таа улица. Кабриолетите не се најблагодарни да ги возите на многу топло време, бидејќи сонцето директно удира во внатрешноста. Затоа морате секогаш да мислите на заштита од сонцето. Колку и да е Скопје упропастено, возењето на кабриолет во него е вистинско задоволство. Јас уживам во секој изминат километар во Mazda MX-5. Иако веднаш по возењето ќе морам да се истуширам, бидејќи веќе на моето лице чувствувам дека имам слој на прашина. Се изнадишав прљав и нечист воздух, но сепак останува насмевката на моето лице поради ова несекојдневно искуство. Mazda MX-5 нуди полно задоволство, полно возачко задоволство, бидејќи е димензиониран да пружи ултимативна забава за управувачот. Совршените механички спојови, одличниот мотор, погонот на задните тркала, но и извонредниот финиш во внатрешноста, кој додуше делува малку празно јапонски, сепак се димензионирани и направени за вистинско задоволство во возењето. Овој автомобил јас не би го препорачал да го експлоатирате секој ден, но искрено би го препорачал доколку ви е планот овој да ви биде викенд автомобил, автомобил задолжен за задоволство за управувачот. Тогаш сте го погодиле автомобилот во сршта. Тогаш ќе го доживеете она за што Mazda Miata е направена, а тоа е да бидете центар на вниманието и центар на возачкото задоволство.